Блокадата на ИПАР 3 програмата тежок удари за преработувачката индустрија. Модернизацијата и развојот на оваа гранка доведена во прашање од Македонската асоциација на преработувачи. Велат дека нивните членки се затечени од последната одлука. Голем дел од нив се во фаза на имплементирање на проектот, а процесот на пролонгирање на исплатата скапо ќе ги чини. Голем дел се затечени, бидејќи некои од нив е во фаза на имплементирање, што значи дека многу лошо ќе се одрази, бидејќи тие ќе ги завршат планираните процеси, но меѓутоа дека ова не се расчисти, периодот на исплата веројатно многу ќе се пролонгира, што ќе ги чини финансиски, односно плаќање на камати, понатамошни може би задолжување и така натаму. Значи многу неубава ситуација во секој случај. Од МАП сметаат дека државата треба да најде решение за ново настанатата ситуација. Едно од нив е и финансирање на дел од вложените инвестиции. Тоа е голема можност за македонската преработувачка индустрија да се модернизира и да ги достигне EU стандардите. А како што знаете, високо извозно ориентирана индустрија, 80% или повеќе од се она што се преработува како овош и зеленчук во една календарска година е наменета за извоз. Домашниот пазар е многу мало споредно со порцијата, односно учеството на извозот во севкупната продажба. Додека стотици стопанства чекаат конкретни информации кога ќе се деблокира Европскиот фонд, власти и опозицијата деновиве со меѓусебни обвинувања околу стопирањето на исплатата по скандалот со платежната агенција. Опозицијата обвини дека блокирани се 130 милиони евра, побара оставка на министерот за земјоделие и проширување на истрагата и за луѓе блиски до власта. Премиерот Мицкоски пак повика сите што имаат докази за злоупотреба да ги достават за да можат институциите да делуваат. Упати апел до опозицијата, како што рече, да не се заскрива позади прашања, туку да излезе со конкретни тврдења. За ИПАР 3 програмата предвидени се 98 милиони евра, а исплатени се само 8 од Министерството за финансии. Велат дека се работи на 73 апликации, кои тежат над 20 милиони евра, но нивното добрување и исплата ќе зависи од исходот на скандалот со платежната агенција. Во просек на годишно ниво, агенцијата доделува околу 500 грантови за инвестиции.